Општина Кочани обезбеди 316.000 евра од европските фондови и од домашни извори за реконструкција на мултикултурниот центар, а за што со Центарот за развој на Источно-плански регион беше подпишан и договорот за реализација. Со тоа се овозможува да почнат активностите за спроведување на проектот што се најавуваше од пред една година, а со кој ќе се реши важно прашање во заштитата и обновата на овој објект. Мултикултурниот центар, што меѓу граѓаните е познат како Старо кино, се наоѓа во централното градско подрачје. Со предстојните градежни активности ќе се обезбеди техничко решение за негова хидроизолација, односно ќе се постави термоизолацијска фасада, а ќе се изврши и делумно внатрешно преуредување. 213.000 евра се од интерекипа програмата, 37.000 евра се од национално финансирање преку Министерството за локална самоуправа, секторот за ЕУ и 65.000 евра се кофинансирање од страна на општината. Се надевам дека овој проект навистина успешно ќе го имплементираме во текот на 24 месеци од имплементацијата. Од локалната самоуправа најавија дека комплетната реконструкција на објектот ќе се изведува во две фази, односно по завршувањето на реконструкцијата на надворешноста ќе се подготви и проект за внатрешна санација. Ќе се направи реконструкција, односно заштита од подземните води, што е и најголем проблем во овој објект. Ќе се направи целосна реконструкција или енергетска ефикасна фасада, замена на кровната конструкција и внатрешна замена на целокупната столарија и внатрешна реконструкција на зидовите. Останува уште решавање на бината и на подот, односно на седењето, што значи дека е ова реализација на првиот дел од овој проект. Се надевам дека наскоро ќе изработиме и проект за целосна санација и на внатрешниот дел на бината и на седењето, така да во централното градско подрачје добиеме еден објект кој навистина ќе биде од значење за граѓаните на општина Кочани. Мултикултурниот центар е изграден пред околу 7 децении и располага со сала, неколку училници, канцеларии и други помошни простории на вкупна корисна површина од околу 4000 метри квадратни. Од нив во моментот ефикасно се искористени помалку од половината, со оглед што поради сериозните оштетувања и дотраеноста на објектот тој е неупотреблив. Пред околу 15 години беше извршена реконструкција на салата во центарот, додека останатиот дел пред се на горниот спрат остана на претходната состојба. Дел од објектот на мултикултурниот центар се и просториите на поранешниот работнички универзитет Ленин, за кој се најавуваше дека ќе прерасне во центар за доживотно учење, но досега не е познато дали е завршена неговата трансформација.